руши назад, пrenesi težine, i oko toga može. Bravo. Leva napred i leva nazad. За здрав живот потребни се 3 работи. Пред се правилна и здрава храна, односно правилно да се исхрануваме, добар сон и секако вежбањето. До сега многу пати сме зборувале за вежбање кај дејчиња, вежбање кај млади, а денеска зборуваме за прв пат за вежбање кај пензионери, односно вежбање во третото доба. Ова утро се јавуваме од просторот Центар 213, каде што наши и ваши соговорници се инструкторите по вежбање, односно веднаш до мене Владанка и Онур. Добро ви утро. Ви благодарам што ги отворивте вратите на вашиот Центар 213 за нашата екипа. Видовме навистина овде преубава атмосфера, позитивна енергија и многу активни пензионери. До која возраст се пензионерите кои што доаѓаат кај вас? Дали мора да се во пензија официјално или може да се некаде над 60 на години? Како ви е во пракса? Добро утро и од мене, добар ден веќе. Фала ви многу што дојдовте. Навистина сме среќни што ете може да го представиме прво нашиот центар, а потоа и ова нова активност, активни здрави пензионери. Инаку во врска со возраста, тие се навистина добро ке кажемете називот е пензионери, но имаме и од 58 години нагоре, а можеме да се пофалиме дека имаме и од 83 веќе години, 85 години, кои што навистина се многу активни, многу добро вежбаат, така да среќни сме поради тоа. Може ли да не кажете како изгледа еден час? Онур, вие го водите час. Еден час изгледа така што е концепиран на 3 дела. Првиот дел е воведниот дел, каде што имаме загревање на сите делови од телото, почнувајќи од главата па до стапалата, до петите. Потоа имаме дел каде што работиме моторика, баланс, координација во простор, зајакнување на мускулни влакна и тоа сето го правиме со сопствена тежина, додека последниот или третиот дел ние со истегање и ослободување од насобраниот стрес од претходните 2 фази. Колку трае еден час и кои денови се отворени за вежбање на пензионери? Па еден час од вежбање ни трае токму еден час, така да имаме вежби од 10 до 11 часот и од 11:15 почнува втората група до 12:15 часот. Секој ден вежбаме, со тоа што веќе групата од понеделник, среда и петок во 10 часот ни е понапредна група, кои што вежбаат веќе 5 месеци. Другите денови се уште имаме простор за да ни се приклучат еве и нови пензионери, да повикаме нови и пензионерки и пензионери да ни се приклучат во вежбите. Воедно е важно да се каже дека можат и од дома да вежбаат, за сите оние кои што не живеат во Скопје и се во другите градови. Имаме опција онлайн и онлайн вежбањето иде преко телефон, апликацијата Zoom, која што е најбезбедна и сигурна за онлайн емитувања, со тоа што тие вежбања ни се од 10 часот наутро. Зошто пензионерите кои што не гледаат сега во моментов да се пријават на вежбање? Кои се придобивките од вежбањето? Што ќе добијат тие од еден ваков час? Ќе добијат пред се време за себе, кое што ќе го поминат во нашиот простор заедно со останатите. Тој дел го викаме дружење или социализација. Ќе добијат подобрување во нивниот баланс енергетски, односно нашите вежби ќе им помогнат да се чувствуваат подобро и поенергично. Секој ден е еден ден сам по себе и е целина на нашето постоење, затоа за сите е важно тој ден да бидат активни, да бидат здрави и исполнети со добра и убава енергија. Покрај активни пензионери, кои се останатите активности на Центар 213? Така е, значи покрај оваа активност имаме и останати активности како што се јога, хата јога за возрастни, јога за деца со родители и имаме друштвено танго, социјално танго, кое што е за парови и за сите возрастни групи. Така е. Каде што се надеваме дека наредно повторно ќе ги активираме и пензионерите и во тоа наше друштвено танго. Танго, како некогаш во Академија Тангом.
убаво го завршивте часот преска, нешто им кажавте е порака на пензионерите, ама Томски тоа не отиде. Може ли да го завршиме еве и така ова интервју? Да, секако. Нашата препорака на дневна основа за сите кои што вежбаат со нас е да внимаваат на храната и на тоа што внесуваат, при тоа и што изнесуваат од себе, затоа што и тоа е многу важно за хармонизирано и убаво живење. Животот е, колку што знаеме сите, многу долг, меѓутоа многу и краток и затоа го имаме само тој еден ден да бидеме целосни и благодарни во тој ден. И јас сакам да додадам дека си имаат свое место овде кај нас, нивен нов втор дом, каде што нема да се осеќаат дека се осамени, дека се напуштени, затоа што најчесто во таа генерација веќе влагаат во еден момент на депресија, на осаменост. Навистина ми е драго, затоа ја спомнав првата група која што вежба 5 месеци, веќе активно се дружат, се социализираат и надвор од овие простори, така да добре дојдени сте овде да се држите. За да се осеќате подобро. Да, да. Кога се одлучивте да вежбате и кои се придобивките од вежбањето? Значи, на социјалните мрежи видов нивната апликација вежбање за активни пензионери. И во истиот момент се пријавив. По кратко време добив од донор потврда дека наскоро ќе почнат вежбите и јас сум негде од првите апликанти, да кажеме, за ова вежбање, нели, начин на вежбање, што многу ми се допадна, не со справи, не е многу напорно, а сепак целото тело се раздвижува, сите мускули на телото ви се раздвижуваат. Мене лично тоа многу ми требаше, затоа што јас од скоро сум во пензија, не сум долго време, да кажеме, пензионер, и имав многу големи болки во грбот, во рамениците, во половината од седење на компјутери. Работата ми беше на компјутер, во банка работев, значи 8 сати да не станеш од компјутер и нормално дека тоа ќе си има последици за телото. Јас покрај вежбањево и многу пешачев, меѓутоа од пешачењето една придобивка, ова е сосема друга придобивка. Така да ова вежбање ми помогна целото тело да се ослободи, сите мускули, целата мускулатура на телото почна да си функционира како што треба. Значи веќе нема грчење, нема задржување на кислород, најубаво кажано, значи има убав проток во целото тело. Како се чувствувате после вежбањето? После вежбањето мислам дека можам да летнам. Спремна сум за уште безброј активности во текот на денот. Што би им препорачале на пензионерите кои што ве следат во моментов? Дали да се приклучат кон овие вежби, дали би им ги препорачала? Секако, од се срце би ги препорачала. И можам да, само ако да не заборавам, да изразам една голема благодарност до Владанка и до Онур, што се сетија на нас пензионерите. Значи, од Сабајле имаме доволно време да можеме да си се организираме, значи, за нас да си го потрошиме тоа време, така да уште еднашка голема благодарност и се надевам дека сите тие што не гледаат во моментот и дека што не гледаат во моментот, дека ќе дојдат и да го искусат ова преубаво искуство, кое ќе им помогне да си се одржат витални и здрави за понатака во животот. Во
Во групата Активни пензионери имаме и брачен пар, кои што се вежбачи овдека од самите почетоци. Кои се придобивките од вежбањето и како се чувствувате после еден завршен час? Па прво да кажам дека заедно учествуваме, идеме, се спремаме, значи нешто малку ни ја менува секојдневноста, а второ ние до душа и дома вежбаме. Јас и порано се занимавав со јога, така да ова беше сега, успеав да го убедам и мажот ми да дојде и мислам дека стварно не погрешивме, многу убаво се чувствуваме, после секоја вежба така се осеќаме полетни, убави, еве, он може да каже. Па и тука поминуваме по 2 сати неделно, нели, 2 часа има. Убави часови, дружење, вежбање, раздвижување, појачување кондицијата и координација на чекори, што е исто така доста важно. Тоа многу ни значи. Значи сега мозокот, рацете, телото, малку тоа осеќавме дека во почетокот ни е тешко, али сега веќе успеваме да совладаме. Главните мотиватори што сме тука се Онор и Владанка. Ги водат часовите толку стручно, стрпливо и умешно, да е задоволство човек пак да дојде да ги посети овие часови. Бевме кај нив на часови по танго. Кога беше Танго Академијата, таму одешме, од тоге ги знаеме. Знаеме и затоа така некако одма се решивме кога ни направи оваа група да продолжиме тука. Што би им порачале на пензионерите? Дали би им ги препорачале овие вежби? Па ако сака некој активно да живее, треба да се занимава малку и со гимнастика, се разбира. Ова нас ни користи во секојдневниот живот, особено кога одиме на викендичка, таму можеме и да шетаме, и да поработиме во дворот. Таа кондициона спремност ни помага во таа работа. Сега не се прашува за години, ама јас навистина морам да ве пофалам дека изгледате одлично за вашите години. Поготово дамите не се прашуваат за години, ама вие инсистиравте да ве прашам. Нема проблем воопшто, јас не се плашам да ги кажам, 79 години сега наполни во новембар. Да сте ни здрави и живи, сопругот е некоја година малку постар од вас, да сте ни здрави и живи и вака активни уште многу години и се гледаме само за убаво. Благодариме.